Македонијо, добро вечер и среќна, волшебна и најпрекрасна нова 2011 година. Прво издание на ова шоу во вториот ден од годинава. Се надевам дека убаво сте си поминале во петокот, а и вчера, а се разбира дека убаво ќе си поминете и вечерва. Барем за овие 15 минути ви гарантирам. Она што го започнавме минатата недела го продолжуваме и сега. Избор за изјава на годината. Минатиот пат ви ги представивме 5 предлози за кои можете да гласате преку официјалната фан страница на Facebook. Адресата е facebook.com/naraport.jp, а гласањето трае уште 3 дена до среда до 19 часот. Победникот добива 1 килограм портокали. Токму така, нешто проставо текот на емисијата ќе ги пуштиме уште една сите 5 изјави, но најпрви нудиме со посетување на некои од најинтересните моменти на ова шоу во изминатата година. Еден од настаните кои го одбележаа летото од 2010 беше инцидентот во Собранието. Тоа ја натера опозицијата да поднесе предлог за интерпелација на претседателот на Собранието Трајко Велјановски. Сценизата беше мощна и интересна, па ја обработивме и во ова шоу на самите негови почетоци. Извадокот кој што ќе го видите е од емисијата од 14 јули. Колеги од опозицијата, еве погледнете ги сликите што све се случуваше. Мене ме нема на овие слики. И мене ме нема на сликата матурата, таа групната што ни беше. Измешав многу сокови вечерта и во тој момент бев во ВЦ. Повраќав. Се уште ја носам таа слика секаде со мене, иако не сум на неа да ме потсетува на пропустот. Мислам дека и моментално ми е тука. Еве почитувани гледачи, погледнете го класниот раководител и со учениците. Тоест, чекај бе, ова не е сликата од матура. Ова е последната страница од шпиц. Извинете, почитувани гледачи, јас навистина не знам како се нашло во джебов, мора да ми го подметнал некој, бидејќи јас никогаш не гледам вакви слики. Бранкове, пак ми чепкаше по джебовиве и ми подметнуваше. Бранкове, срамо те веќе, а и одамна се прочитани твоите фенти. Океј, почитувани гледачи, ние ќе ви пуштиме уште малку од циркусот, а јас за тоа време ќе му се јавам на Бициклистки да му кажам да направи пресконференција на која ќе го открие овај гнасен чин на подметнување слика од гола женска во мојот джеб од страна на лицето БЦ. Една од покрупните афери во изминатата година се разбира беше патриотската метла. Обвинувањата ги започна Игор Ивановски од СДСМ. Да се потсетиме како изгледаше тоа. Денес ќе објавиме нови сознанија за мега аферата Патриотска метла. Меѓу најмалку 14 проекти за кои е исчезната документација се дел од тендерите за музеот на ВМРО. Ова е овде. Да бидеме попрецизни. Говориме за објектот од Скопје 2014 музеј на ВМРО. Тоа што министерката е во Украина не го оправдува молчењето на министерството. Освен ако поседата на министерката е поврзана токму со височните фигури кои се изработуваат во Украина, а ќе бидат поставени токму во музеот на ВМРО за тендер заведен во архивата под број 84/08, отворена постапка број 21/08 за музеот на ВМРО од Скопје 2014. Значи да, почитувани гледачи, тоа беше господинот Ивановски. Еве, ова е овде. Те не важно да се нагласи дека тој обожава да покажува кон музеот на ВМРО. Тоа го прави секогаш кога е во негова близина некаде на плоштад, но и кога ќе го види на телевизија, например. Режија, дај да го видиме музеот. Еве го музеот. Господин Ивановски, ајде бргу покажувајте на телевизорот заедно со мене. Еве го. Премногу сум суров, нели? Што го покажува кон музеот на ВМРО? Ајде да покажуваше така кон СЕПА, да се зафркава, ама вака. За уште еден објект од Скопје 2014, Стариот театар. Ситуацијата е следна. Значи не било само за музеот на ВМРО. Господинот Ивановски вака покажува кон се и сешта. Гаран сега застанат пред телевизор им се жали на неговите дома. Режија, дај да се видам на плазмава. Супер. Значи моментално Ивановски прави вака. Видете го бе овај Јофе, видете колку е само безобразен, да не може човек да покаже кон нешто. Одма ќе го стави во емисија. И само една финта пред да завршиме.
Во продолжение се враќаме на 21 ноември во 23-тото издание на ова шоу. Тоа беше изданието кое го фативме премиерот како го чита истиот говор во различни пригоди. Хајде да видиме како изгледаше тоа. Република Македонија беше и останува да биде активно и конструктивно ангажирана во разговорите под покровителство на Обединетите нации. Република Македонија беше и останува да биде активно и конструктивно ангажирана во разговорите под покровителство на Обединетите нации. А ние бевме и сме активно и интензивно ангажирани во разговорите под покровителство на Обединетите нации. Македонскиот пристап и понатаму ќе биде проактивен и конструктивен. Македонскиот пристап и натаму е проактивен и конструктивен. Со достава на идеи за надминување на разликата и изнаоѓање взаемно прифатливо решение со цел изнаоѓање решение кое нема да наштети на двете држави, односно кое што би било прифатливо од двете држави и од двата народа, кое нема да наштети ниту на едната страна и би било прифатливо од двете страни, вклучувајќи и нашата, на референдум организиран од граѓаните на Република Македонија. Апелирав пристапувањето на Република Македонија во Европската унија да се согледува во еден поширок контекст. Апелирав пристапувањето на Македонија во Европската унија да се согледува во поширок контекст. Затоа што евроинтеграцијата е истовремено и најсилен кохезивен фактор. Евроинтеграцијата е силен кохезивен фактор во македонското мултиетничко, мултијазично и мултирелигиозно општество. Во македонското мултиетничко, мултијазично и мултирелигиозно општество. Следното подсетување повторно 23-тото издание. Во главната улога е Бранко Црвенковски во одговор на новинарско прашање во врска со случајот Надеж. Да се подсетиме како го фатив во лага. Не е важно кој ми ги препорачал словенечките експерти, дури не е ни важно кој формално го потпишал договорот за нивниот ангажман. Одлуката јас ја донесов, зад неа стојам, таа одлука законски е чиста и од тој аспект око не ми трепнува за сега што се случува. Аха, не, му трепна. Сакам да влеземе во записник дека му трепна. Не, најсериозно му трепна. Режија, дај да ја видиме забавената снимка за тие што не веруваат. Око не ми трепнува за сега што се случува. Ете, почитувани гледачи, и по втор пат можевте да видите како тоа Бранко Црвенковски бесрамно го лаже македонскиот народ. Но сега среќа што македонскиот народ ме има мене, па може да ги открие ноторните лаги на првиот опозиционер. Каде ќе вегате сега, господине Црвенковски, кога го имаме и доказот за вашата лага? Око не ви трепнувало, а? И последното подсетување е прилично ново и од неговото емитување нема поминато ни еден месец. Се работи за изданието 19 декември, кога направивме паралела помеѓу тоа што Груевски го правеше од 2003 и она што го зборува сега, и тоа што Бранко го зборуваше од 2003, а неговите пратеници го прават сега. Забавно е, развеселува. Се обидуваат во некои жолти мајички, да викаат, да аплодираат, се смеат, довикуваат. И веројатно на граѓаните им е забавно, меѓутоа не знам како на тој начин ќе покажа сериозност, затоа што сите очекуваат, и граѓаните, и секој еден човек кој што барем малку следи политика очекува дека политичарите ќе се занимаваат и опозицијата со промоција на проекти, на идеи, на нешто што би можело да се направи, а не е направено, нешто што тие би го направиле. А тие така се обидуваат да го развеселат народот, што во основа е професија на друг вид на граѓани, мислам, што со друга професија се занимаваат. Но добро, тоа е нивна работа, нека продолжат како мислат, ние ќе продолжиме да работиме, да ги создаваме делата кои што сме ги ветиле пред граѓаните и да одиме напред. Еден обид на опозицијата да го попречи ефикасното работење на собранието. Тие постојано повторуваат дека опозицијата е замолчена, меѓутоа јас никогаш не сум слушнал погласна опозиција, колку што тоа беше во текот на вчерашниот ден. Ете така, се подсетивме на она што се случуваше во ова студио изминативе месеци, а сега се посветуваме на 5 предлози од изборот за изјава на годината, за кои можете да гласате на официјалната фан страница на Facebook, адресата уште еднаш facebook.com/narapor.sojofe, а гласањето трае уште 3 дена до среда до 19 часот. Ги гледаме изјавите
Па се враќаме овде со последниот дел денешново издание грешки од снимањето на емисијава. Мајко, сопруго, бабо, свекрво, што е проблемот со тебе? Што е таа агресивност да тепаш мажи во собранието како координатор на претеничката група? Очигледно е дека вчера од Брисел Република Македонија доби многу позитивни критики, многу позитивни мислења и помалку позитивни работи, така што преовладуваат позитивните коментари и позитивните оценки за сработеното и нешто помалку има што е помалку позитивно. Инаку на прашањето дали се бломбира или не, доколку нема врата, не е затворен објект, нема начин како тоа да се направи. Доколку има врата, тоа се става бломба. Доколку нема како тоа да се спроведе. Дали некој ќе ве поздрави вас или мене, сигурно 100 души ќе ме поздрават. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и ке граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас измислен. Не сте позната личност. Ке ве молам, ако може малце да ми обозрете. Ве молам. Не сте позната личност и не може со мене. Вие мене сакате увек да ме брукате, но вие сте тие кои што се избрукале. Ако почитувани социјалдемократи пред се ве прашам, што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО-ДПМН, да им кажете дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Да им кажете исто така, беше Заев, апсениот Заев. Живи луѓе има да јаве на Босна. Тежок избор, нели? Последниот пат кога провери водеше Амди Бајрам, а моментално води, навистина не знам кој води со колку лајкови поради една едноставна причина. Емисијава не оди во живо. Може да проверите кој води и кој е најблиско до освојување на портокалите и да гласате доколку досега не сте го направиле тоа уште веднаш на Facebook, адресата нели facebook.com на Рапорт со Јофе. Работата е завршена доколку сте го направиле тоа. Ние одиме со последниот дел денешново издание. Веројатно знаете дека емисијава не оди во живо, ако не знаевте сега ви кажав. Претходно ја снимаме, па доста често има и грешки при снимањето на емисијата. Дали мои, дали на режијата, во секој случај е доста забавно. Токму затоа, сега ќе видите една интересна компилација со уште поинтересни моменти од снимањето на шоуво. Вие уживајте, јас ќе да се скријам некој. Еве сега ќе ви го покажам вистинскиот нов подпис. Само да го најдам каде ми беше вистинскиот подпис. Вака. Погледнете УАО премиера. Како што може да забележите, вашиот нов подпис се одликува со посебна стилска линија која ги нагласува контурите на нашето општествено живење, што само... Абе, требаше цело време да стои подпис. Режија, дај да се видам на плазмава. Значи, ова е моментот со плазмава. Нема сигнал. Почитам. Можете од овде да тргнете, кај што го ставам или не? Ама овде нема ништо такво. Че на 25 збора за тоа што треба да направи комисијата ако утврди... Значи, женски стојат вамо, значи, каде, не знам, од овај дел? Ај, Ние сте се убијам. Чекај. А женски веќе што ги фрлам? Ајдем. Но, чекај. И после на монтажа, значи, од ова тргвиме. Она што е да исклучи. Ајде. Може? Дени сој си. Се на се, мислам дека новото решение би било далеку поефективно од она што досега... Колку подобар алкохолен коктел направите во вашиот организам, толку подобро ќе можете да ги восприемате. Така имам напишано да се вртам или как... Ај сега вие замислете дека утре е крај на светот. Или замислете, си шетате по улица и ко нацртанине. Ви паѓа глава... Ви паѓа глава на клави. Глава и па се свртивте? Еве го музеот. Господин Ивановски, ајде бргу покажувајте на сликава. Леле на сликава. Ајде уште еднаш. Бум, фейл. Оф, извинете.
Аха, значи млавето е? Забавно е. Развеселува. Не. И срцан се ме напишав. Се на се, мислам дека новото решение би било далеку Да, се Па така, кога ќе ве погоди вашата омилена песна, ќе можете да клекнете, да се качите на Ај... Добро, срценце ако вметнувам, тоа е... Ај, не Само внимавајте тоа да не го направите врзнив, бидејќи иако ќе бидат пијани, нема да бидат среќни со одлука. Ви нацртав срценце, не. Фак, за. Да, повраќањето е новогодишна фаза која се случува надвор од локалот. Се разбира, доколку имате... Може би не сум толку голем фрајер која Лериза и Копула Талендар, ама идиотов е премногу спор. Како што и самите знаете, премиерот Груевски не дава интервју на секого. Како што и самите знаете, премиерот Груевски не дава Дебе? Ке треба да ја причекаме господјата? Ајде, ќе причекаме, само да е нека побрза, бидејќи имаме многу закажување, а идиотов е премногу спор и немат лого ексклузив. Колку подобар, а колку лен... Чекай. Колку поголем... Секогаш, а баш секогаш ќе има луѓе кои биле во истиот локал со вас. Точно така, премиере. Добро забележавте. Нема никакви шанси да... Ете така. Се надевам дека ви беше забавно. Тука завршуваме, а вие не заборавајте, имате уште 3 дена за гласање во изборот за најфантастична изјава на годината. facebook.com/naraport.jp е адресата, а гласањето го затвораме во среда во 19 часот, кога ќе почнат да вестите победникот, односно добитникот на 1 килограм портокали ќе биде објавен во наредното издание наредната недела. Толку за денес. Чао!